Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи. Ако можеш, толку пати сум ги кажал овие реченици што едноставно ми доаѓаат природно, дури и кога имам намера нешто друго да кажам за почеток, меѓутоа човекот навиките тешко се откажува. Оваа емисија секогаш е насочена и јас барем сакам во неа да зборуваме главно не за настани, туку да анализираме повеќе процеси, доколку е тоа возможно, но понекогаш едноставно мора да посветиме време можеби на личноста која што е гостин во емисијата, особено ако таа личност е, се разбира од позната во јавноста и ако таа личност е цел мета на да предпоставиме неосновани напади. Вечера зборувам со мојот колега, уредник, новинар, господинот Бранко Геровски. Добра вечер. Добра вечер, Драган. Геровски, морам да признам, не постои новинар во Македонија кој што е барем малку релевантен, кој што не бил во текот на кариерата напаѓан, оспоруван, критикуван. И тоа не е нешто чудно, веројатно така и треба да биде. Јас лично често пати сум бил предмет на секакви напади, ние сме навикнати, со тоа живееме, не е спорно, но после долго време, нема да речам прв пат, бидејќи не сум сигурен, можеби грешам, вие повеќе од мене памтите, се разбира, имаме ситуација во која што една конкретна личност, новинар, тоа сте вие, е директна цел на највулгарни напади, отворено ќе кажеме, од страна на политичка партија и од разни личности, еве да речеме, кои што се на овој или на оној начин поврзани со истата. Морам да ве прашам, освен што се оспорува вашата кариера како новинар, што исто така малку проблем, бидејќи вашата кариера трае премногу долго за некој да ја оспорува, вие сте предмет на лични напади, на лични навреди, квалификации, вие сте предмет на навреди од степен кој што не доликува на партија, туку не доликува ниту во кафеана да се кажуваат. Интересно е дека вие одговарате на овие напади, некој друг можеби би избрал да молчи, да се гледа својата работа, меѓутоа вие со ние ваши со artificial intelligence видеа кои што постојано ги пречекувате со некаква стрела во раката, со некои мечови, постојано им порачувате, слободно напагајте, јас ќе враќам. Да, враќам и ќе продолжам да враќам, бидејќи ова е една, според мене, интересна тепачка. Нели? А има една американско правило кое вели if you see a good fight, get in. Значи, ако видиш добра тепачка, влегувај. Ја влегувам во вакви тепачки. Морам да нагласам дека ова е борба или конфронтација меѓу мене и една група, мала група, во раководството на СДСМ. Некои ја нарекуваат привремено раководство, јас често ја нарекувам дел испостава на кланот Дубаи. Не е со СДСМ, со партијата. Не е со повеќе илјадното членство. Преку еден вака анализирав за себе, што се вели, со кои тоа луѓе во СДСМ всушност ја сум скаран или полемизирам, еве сите овие години од времето на Заев, пред Заев, сите овие години, и доаѓам до заклучок дека освен со луѓето од кланот Дубаи, со Зоран Заев и со Венко Филипче и може со уште два-тројца од таа група, јас всушност со другите луѓе немам кавга. Сум ги критикувал, да, во разни околности, во разни, секогаш било тоа на едно ниво како што треба, како што заслужува да биде во јавниот дискурс. Тие луѓе може би биле несрекни поради моите критики, но дури ни Заев во време не се обидувал да влезе во ваква груба лична пресметка која почна од страна на оваа мала група во текот на изборите, во среде изборите почна, како партија
Мислам, со партиски соопштенија. Токму така, не се појавува личност конкретно, туку партијата како Обично избира организација. разни, како да кажам, медиумски нивни подржувачи, подизведувачи на тие валканици, па ме навредува во медиуми и тоа е дел од мојот професионален, тоа ме прати во текот на целиот мој професионален живот. Овој пат јас избрав, како што, например, професорот Звонимир Енкуловски го кажа, тоа може би најпрецизно вака од страна погледнато, он е независен, ја може би себе, не можам да направам секојаш дистанса од себе, но он може. И вели Геровски, без дезинфекција, без на јазикот, на говорот, влегува во таа битка и се обидува на тој начин да се води од она волтеровска максима, нели, дека правото, со суштината на она што се кажува, понекогаш е поважно од ова, од она како се кажува. Јас го избрав тој недезинфициран речник, груб речник од моја страна, намерно. со реминисценции на Стеканова 49-та, например. Да, со многу, јас признавам, не негирам дека мојот речник е соодветен груп, меѓутоа, знаете, тоа е основа за да воспоставиме, да воспоставам јас комуникација некаква со тие луѓе, со таа група. Нивните соопштенија се пишуваат во делумно дел во Србија, денешново, например, баш така кажам нешто околу денешново. И ја во една форензичка анализа го докажувам тоа. Со нивните изрази, со начинот, со обседнатоста, со внатрешната политика во Србија. Со грешки и србизми внатре, кои што се нелогични. Да, и сега, знаете, јас се обидувам да воспоставам канално комуникација со тие луѓе кои со мене разговараат и тоа е многу тешко. Не можам сега да им објаснувам на тие луѓе дека, ако ве речам, ве држам на нишан, ве чекам на нишан. Не мислите буквално дека пиштол имате во... Па немам сега, мислам, полицијата може да открие. Така е повикана. Они, замислете, се повикуваат на полиција, испраќаат, бараат полицијата да ме викне на некаков информативен разговор. Абе, како да кажам, тотални да видат дали вие навистина имате намера да пукате во некој. Тотални идиотизам е. Тотални глупаци се тоа, како да ви кажам. И сега, како да воспоставите канална комуникација, проден, разбилив канална комуникација со такви луѓе? Нема, мора сепак да се спуштите на тоа ниво. Или што велат, не можете да влезете во Валкан нужник, а тоа е таму еден Валкан нужник, и без да се извалкате вие. Без да се извалкате вие. И ја одлучувам тоа да го правам свесно, разбирање, бидејќи со тие луѓе просто не може поинаку. Тоа е мала група. Меѓутоа, за жал, тоа што го потпишуваат со партиски соопштенија, тоа е неверојатно. Тоа е проблемот. Има, до сега избројав околу 20 партиски соопштенија. Конкретно за вас? Конкретно за во кои се спомнувам, ја од кои, 10 ми се само мене посветили, вклучително и денешно пред овој разговор. И видите, тоа е нешто што до сега мене не ми се случило, а не знам дали некому се случило. Вие се сеќавате повеќе од мене. Се случило некој така, не знам. Ја сум 42 години професионален новинар. Сте виделе тако чудо, некој панде Колемишевски нападет зборувам, некој така да ме напаѓал. Не знам, некој... Ние сме имале полемики со Колемишевски. Нема новинари од мојата генерација, па немалку повозрасен од мене, и од мојата генерација, и помлади, со кои не сме се расправале, па доваѓал некој крај на денот, нели? Па на крај ќе се видиме на улица, радост среќувам денес како со Колемишевски, меѓутоа тоа е, како да ја кажам, тоа е едно друго рицарско ниво. Тоа е, знаете, со книга на книга. И сега кога им кажам со книга на книга, они не разбират што им кажам. Но добро, Геровски, ако е ова мала група како што велите, тоа значи дека судирот со вас е персонализиран, ако така смеам да кажам. Ако се неколку луѓе во прашање, вие точно знаете кои луѓе се во прашање? Знам точно кои луѓе се во прашање. Бидејќи многу луѓе се прашуваат. Имам јас сега, нели, они велат вака, јас сум координатор на сите напади, медиумски напади против СДСМ.
И сега тоа е мојата официјална функција. Добро, интересно. Така ми е додадено. Сега, ако сум ја некаков координатор, би било смешно да немам и некакви посериозни разузнавачки извори внатре, бидејќи нели сум велат и платеник на БИА. Така на БИА, на српската тајна служба. Српската информатив Белградска агенција така. Тајната служба нивна еве, да. Ако е така, би требало малку ја нешто и да знам. Нели? Не секогаш, на пример во денешното соопштение ме збуни. Добро. Вели вака, таму све измешано, направена е целена приказна за таа група, се прави една сложувалка во која се мешат повеќе личности, не сум само ја на удар. Квислингот Деспотовски. Кутриот Деспотовски не сум го видел кој знае од кога. Од претседателските избори. Може би, не знам од кога. Јас му се извинив на господинот Деспотовски, еве чисто да кажам, беше во оваа емисија, утредента после доаѓањето во емисија даде интервју уште за еден медиум и после 2 дена го исклучија. Јас го сетнав човекот на улица и му реков извини, некој од мене рече не, тоа секако ќе се случи. Тоа е неверојатно. Видите се, велат вака во денешното соопштение. Геровски, Стоилковиќ. Добро, министер. Знаеме кој е министер. Да. Додик. Добро. Селаковиќ. Добро. Тоа се Срби. Тој е министер за култура на Србија. Ме го чуле, не е многу битно. Едвард Хјусон. Тој не знам кој. Како си ти дел од српскиот свет, кој не знаеш. Квислинго Деспотовски, Живалевиќ, тој е овој мојот кираџија, кој не ми е кираџија, кој не ми е кираџија, како што клеветат во периодот на 27 април лажат. И Нокните волци, тоа си чул сигурно. Нокните волци се разбира, да. И се само делови од една сложувалка, мрежа која во Македонија води во хаос. Јас сум прв. Значи Геровски со Живалевиќ и со Нокни волци. Да тешко и со Мило сега овој Едвард Хјусон е многу интересен. Добро. Лик. Ја не знам кој е човек. И денеска потрошив прилично време. Не смеев да им сеам на моите предпоставени извори во БИА, нели? Пошто ние комуницираме само по овие, како се викаат, скај телефони, нели? Енкриптирано. Енкриптирано. И сад нема луѓе во работа има таму по паметно да се занимаваат со овие будаливоци да сам овдека. Од оваа група. Кој е овој? Да, и сад незгодно ми е се, ама и плюс како сум ја координиран да не знам кој е. И се јавив еден пријател кој малку повеќе подобро срче од мене и ствари, видите колку се ве неписмени сега. Не е овој Едвард Хјусон. Овој е Едуард Хусон. Добро. Француз е човек. Тоа се менува све, добро. Француз е човек. Точно е, поддржувач на српска политика во Република Српска, Босна и Херцеговина, генерално. И ова е дел, ова може да го разбере некоја публика, некои луѓе во Србија. Кој што апсолутно ја знаат сцената таму, така е. Им значи, така натаму. Ова ништо не им значи на ова луѓе во тука. Не знам што им значи на луѓе во СДСМ, вклучително со целата ова општа тепачка, па вика Квислингот Деспотовски, он има више и како да кажем, има чин, има назив Квислингот Деспотовски. Тоа е едно бедно ниво за една политичка партија која, бидејќи, а нервозата кај нив е поради тоа што самите всушност го откриват сценариото како мислат понатаму да ја водат својата политичка битка, што да прават. Така, ќе дојдеме до тоа многу брзо, но имам уште едно прашање кое што мислам дека не ве прашале до сега. Често пати соопштенијата против вас вие ги нарекувате филипики. Сега, тука има еден проблем. Филипиките се дело на Демостен, ако не се лажам, против кралот на Македонија пред 2300 години, Филип II Македонски, таткото на Александар, кој што во тоа време се обидувал да ја заземе Грција. Тоа завршило на начин што е заземена навистина и потоа грците влегуваат практично во неговата армија. Меѓутоа Демостен навистина од петни жили се борел против Филип и ги пишува тие фамозни филипики. Во една од нив, ако не сеќам, од факултет ми останало, вели дури тој е оној никаквец од Македонија, од каде што не можете ни чесен роб да најдете, отприлика така беше. Меѓутоа, тука што ме интересира, две работи. Прво, ако се филипики,
тогаш од една страна кон вас тоа значи дека вие малку се подигнувате на повисоко ниво, бидејќи филипиките се однесуваат на крал, на кралско ниво, но уште повеќе на вашиот противник, кој што го објаснивте со прилично груби зборови, му дават исто така големо значење, затоа што Демостен не е било кој. Еден од најголемите филозофи на стариот свет. И сега, ако овие луѓе ги кажавте како што ги објаснивте, зашто им давате толкова значење како еден Демостен? Па добро, ја не сум крал дефинитивно, а они не се филозофи и можеме заеднички да спуштиме. Они се дрвени филозофи, па не се дури ни тоа, прилично се необразовани, како што и покажав. Они буквално не знаат ни да преведуваат од српски јазик, а камоли од некој посериозен јазик. Тоа не е тешко да говориме реално? Не е тешко во денешно време, но ете не знаат. Не стасале до не знаат дека има алатки, дури алатки на artificial intelligence, има тоа брзо и така натаму. Значи, во право сте, Филипик е претерано да се каже, повеќе сакав да кажам за нивниот стил, бидејќи они пишуваат грубо и само за една група на луѓе, одбрана, не знам како одбрана, не знам како они мислат да се прикажат како сериозна партија, ако од внатрешните нивни кадри единствен сериозен противник им е Квислингот Деспотовски, му се извинам на господин Деспотовски. Бидејќи таму има многу луѓе што се противат на оваа политика. Јас може да ви набрам 10 што ги знам. Да. Зборуваме за сериозни луѓе, не. Сериозни луѓе се разбира многу, а они се фокусирале на него, а главниот што координира сето тоа е еден новинар. Добре, ја не сум било кој новинар, тоа се разбира. Не е спорно тоа, Гировски, но повторно се враќам на таа и тука ќе завршиме оваа тема. Повторно велам, лично е кон вас. Зошто? Затоа што своевремено сте биле пријатели со некој од нив, па не може да ви простат, затоа што своевремено сте имале позитивен поглед кон таа политика, можеби? Па добро, тоа не е тајна дека јас Но од каде лично во тоа сакам да кажам? Како да ви кажам, ако јас сум дел од она екипа на Шути и Рогати, нели? Добро, тој е Зоран Заев израз. Зоран Заев израз, така нарече тие граѓански активисти, ја бе во делот на медиумите, кој реално беше активен во еден период кога се правеше обид и се направи, и успеа тој обид, во крајна линија, да се дерогира еден режим. Да, вие него сакавте тој режим, јавно пишувавте против него, не е спорно тоа. Јас се кријам, имав тогаш аргументи, се уште мислам дека постоеше една автентична, сериозна енергија и имаше па и сериозни аргументи за тоа да се направи. Се разбира не на начин да се киднапира таа шарена револуција како што се направи и веројатно од тој период понатаму луѓето создадоа очекувања дека по доаѓањето на власт на таа екипа Заев и така натаму дека јас ќе бидам нивен, не знам, што знам, послушник, поддржувач. Јас подложи во истиот стил критичен однос кон власта како и претходно и така си создава непријатели. Ова не е прва битка и прв обид на СДСМ да ме замолчат, да на некој начин, да ме дисквалификуваат, да ме прогласат за противник. Тоа го прави и порано. Но ви кажав, тоа го прави на друг начин, на поперфидни начини, користеа разни медиумски написи и така натаму. Византиските игри своје. Не разбирам. Не можам да го разберам. Мора да имаат некој тотално комплетен идиот советник, комплетен идиот, кој ги советува дека сега треба да влезат во фронтална битка со партиски соопштенија подпишани од партијата, чиј официјален подписник е Венко Филипче, во битка со мене. Слушам дека во некоја прилика он рекол, ама не е тоа до мене, така нас ни советуваат и така натаму. Ја не знам до кого е. Ја читам соопштенија на СДСМ, имате лого на СДСМ и така натаму. И таа битка се води во име на целата партија. Тоа е, не можам да сватам, освен да кажам дека тоа е еден комплетен идиотизам кој на таа партија, која сега е во полураспагање, која сега нема сила да се изреформира, да се ресетира, да трне напред и така натаму, ја води, како да кажем, и натаму ја води во пропаст. На ваков начин не смее една политичка партија да комуницира со јавноста по било кое прашање, а камоли да се расправа со новинари, па тоа е нечуено. Со Алфа телевизија се расправаат за жал многу долги години,
Јас тоа не го разбирам. Јас многу тешко можам да донесам луѓе од СДСМ во мојава емисија, конкретно ќе кажам, доаѓаат обично кога веќе ја расипале калимерата внатре во партијата, за жал. И секогаш кога биле, ако смеам додам, напаѓени новинари, мои колеги, со кои не сум се согласувал со мислења, некои луѓе дури биле од другата страна на нишанот, да го потребам. Да, но вие ги браните, тоа не е, тоа е веќе принцип. Ова е неверојатно. Така е. И сега, во меѓувреме се случи нешто интересно. Господинот Фрчковски, се разбира, мислам на професорот Любомир Фрчковски, не на неговиот син, даде некој интервју за одреден медиум. И вие напишавте веднаш една колумна која што ја нарековте стратегијата на СДСМ во 3 чекори, деструкција, хаос и пуч. И да не ја раскажуваме сега колумната, меѓутоа секако вие ќе дадете одредени представи за тоа што го пишувате, велите дека стратегијата повторно се сведува отприлика на идејата, бидејќи народот не можеме да го натераме да гласа за нас, повторно ќе се обидеме на стариот испробан метод преку странците, преку амбасадите, конкретно американската, што овој проблем е во овој случај голем проблем, повторно некако да избуксуваме црни листи, некој од актуелната власт да влезе на црни листи, понатаму да дојде до нервози и така натаму, кои што ќе предизвикаат протести, па потоа како што следат работите, да се преземе власта, значи не на стандардниот очекуван начин демократски преку избори, туку практично со притисок од страна. Видите, има едно логично објаснување. Ја ја разбирам тезата на господинот Фрчковски, постариот, нели, сениор Фрчковски, Љубомир Фрчковски, нели? Ја разбирам бидејќи човекот отворено кажа во интервјуто за Инфомакс, он колку што можев да изгледам од тоа интервју, но отворено јасно кажа дека ние сега не можеме да чекаме да дојде периодот, ние вели на СДСМ, блиските, односно граѓанството, како го нарекуваат они и така натаму, сеедно. Тој дел од политичкиот спектар, не можеме да чекаме да дојдеме во ситуација да победиме. Бидејќи но тоа е единствениот начин во демократија, тука имаме стар проблем. Да. И сега бидејќи не можеме да чекаме, ние мораме да најдеме шорткат, мораме да најдеме некој друг начин и нормално начинот е она што во Македонија еднаш успеа, нели? Тоа е револуција. Тоа е обид да се предизвика нестабилност во државата, политичка нестабилност и севкупна, ќе објаснам зошто е тоа севкупна нестабилност, и на тој начин да се создаде една атмосфера на политички хаос, дерогирани институции, компромитирани институции, со минимална доверба институции и после дојдеме, го кажува тој термин, до пржино 2. Значи, пржино 2, под прилика за тие што не се сеќаваат добро, подразбира дека сега сите странците, семокните странци, мислам дека тоа е мит, и како што напишал колумната, не е ни урбан мит, тоа е паланечки мит. Не открива Паланка, да не разбере некој погрешно. Паланечки сосема друго значење. Мит, простачки мите, дека странците имат кој знае каква преголема сила и мог да ги регулираат процесите. И со еден потек на прстот може да потребна е внатрешна енергија да постои, која ете во таа 15-та, 16-та, 17-та година реално постоеше. И потоа странците врз основа на целиот тој процес што го опиша Фрчковски, значи ние доставуваме, документираме, до америчка амбасада доставуваме, они пишат црна листа, во денешно сообщение мислам дека била целата ВМРО ќе ставиме на црна листа. Па вие се посмевате целиот народ ако не да го ставиме на црна листа. Па отприлика 500.000 луѓе треба да се стават на црна листа, мислам нека топтан. И тоа главно македонци, нели, да се поддржувачите на ВМРО, можеби тука ќе влезат и левица утре, нели, тие се нели антипротивни, нели? И кои се уште половина од бизнисмените во Македонија веројатно ќе треба се најдат на сите. Значи, како да кажам, пола Македонија треба да биде на црна листа за некако да се стават, тоа е пржино 2, во лонец сите овие заедно, нели, СДСМ, ВМРО, бидејќи, нели, тоа е фетишот,
Тоа е идејата постојана. Фрчковски неколку пати, во текот на целата ствари негова кариера во тие години до денеска зборува за широка влада. Тоа е тоа широка влада. Пошто не може поинаку во Македонија, во една состојба на аномија и хаос, сите ќе заеме, сите ќе влезат во влада и сите ќе бидат влада. Што е? Тоа беше идејата. И да се разбереме пржино и техничката влада ова од 100 дена, отприлика е тоа. Но, Фрчковски разбира дека тоа само по себе, дури ни пржино, дури ни таква влада, нема да биде доволна. Јас дадов мојата колума еден друг предлог. Пршинска влада е скапа работа. Голем мастрав. Тоа значи нови министри, нови плати, нови автономии, нови секретарки. Драма за 3 месеци, за 100 дена. Бидејќи нема да победи, ја дадов поинтересен предлог. Имаме 120 пратенички мандати. Ајде да направиме еден закон во кој ќе речеме вака 10 од тие мандати одма му се даваат на СДСМ. Априори, да. Како фора. Ели, фора. И овие другиве 110 се делат на според резултатите добиени на изборите. И така не може СДСМ да победи. Според сегашните констелации апсолутно не. Според сегашните и според идните не може да победи ни на тој начин. И мора да се изведе всушност. Тоа е сценарио за пуч. Пазите, тоа е ситуација слична и затоа се изнајмени овие структури српски пиарчи, пиар агенти и така натаму. Тоа е ситуација слична на Вучичева Србија. Нели? Да, но споредбата е тотално некохерентна. Реално Србија на Вучич и Македонија во СВМР не е исто, нема Вучича на власт во Србија веќе не знам колку години. Ама идејата е, ја тврдам дека ова логика нивна не е логика на граѓанскиот отпор во Србија, ова што сега го има, туку е информерска логика. Идејата е во Македонија, во оваа клучна 2026 година, која ќе биде клучна за Србија, бидејќи таму ќе биде ломот оваа година, дефинитивно, идејата е и овде да се предизвика слична ситуација. Погледнете, колега Драган, во таква ситуација е Србија. Што е проблемот на ситуација? Не го сакаат Вучич сите. Тоа не е ништо ново. Вучич се случува со тој проблем на легитимитет веќе подолго време. Што е проблемот? Проблемот е што нема кој да се наведне, нема лик, нема политичка сила, единствена која ќе рече ние ќе го замениме, јас ќе го заменам, јас ќе го заменам Вучич. Нема Џинџич. Нема Џинџич, нема некоја група што така. Тоа е и што се случува сега таму? Цената на тој хаос таму не е мала. Не е тоа само цена од аспект на тоа дека пати српскиот народ од недостиг на демократија, од недостиг на слободи и така натаму. Цената е малку посериозна. Имате ерозија на комплетно на институциите, имате проблеми во бизнисите, проблеми во економијата. Се што следува природно, така, да. Се што следува природно. Идејата е и тука да се предизвика слична ситуација. Пазите, ние сме за разлика од Србија, тука сите во право, за разлика од Бугарија, кај што имате исто сега една политичка криза, еве денеска го враќа. Го врати мандатот, го врати мандатот, да. И сега тие влегуваат во нова приказна. Бугарите и тие ќе се малтретираат од прилика на сличен начин. Значи, лесно е да предизвикате хаос, да ги компрометирате институциите и демократскиот процес во целина. Тоа е лесно да се направи. Проблемот е како после се вратите во нормала. Бидејќи, видете, луѓето мора да разберат зашто е толку важна битката за демократскиот процес. Овие во соопштенијата велат, ама тоа и така збореше и Никола Груевски, така зборел Вучич ова. Не знам што збореле Никола, што мисле Александар Вучич, така натаму, но за демократскиот процес е клучно важен, бидејќи демократијата и политиката воопшто е процес на сопоставување и на разрешување на конфликтите меѓу општествените заедници. Едни се, луѓе се богати, други се сиромашни. Едни се работат во реалниот сектор, другите работат државна администрација.
едни се млади, други се стари. Едни се албанци, други се македонци, верски, национално и секако. Тоа за што зборувам сега се социјални групи поставени во латентен или реален конфликт, што не е ништо спорно. Така е во секаде, да. пред политичките општества, кај што нема политички процес, кај што нема политика, историски тие конфликти се решавани со тепачки, со војни, со и така натаму. Тамо кај што се води политика, во суштина, таа е на свесна дејност, поентата е тие конфликти да се разрешуваат низ политички процес. Едни сакаат да се забрани пушењето, нели сега, Така други е. не сакаат. Кај ќе се реши тој процес? Во парламент, тој конфликт во парламентот. Извинете, демократијата не е совршен систем, но е најдобар знаеме познат. подобар. И мнозинството во парламентот во името на народ ќе одлучи дали ќе се пуши секаде или нема да се пуши или ќе се забрани. Тоа е решавање во институциите. Но дали го додовме ние во тој момент? Јас мислам дека сме веќе влезени во фаза кога сме излеговме од тој предполитички, да речеме. Да. Ние сме веќе подолго време, дури и после пржинската влада. Видите, сега пржинската влада апсолутно нема никакво значение, нема никаква смисла, бидејќи никој веќе објективно не го оспорува изборниот процес, донесени се некакви едноставни технички Решенија, да. и други решенија, нема веќе бугарски возови на избори, нема краден личиња, имате оној со имате со прстот и така прстот. натаму, да. Видите, sad не можете да речете, имате систем по кој како се води кампања, кој колку плаќа, кој зима пари, кој губи пари. Но СДСМ одби. Што е спорно? Но СДСМ одби со објаснување дека ВМРО ДПМН е повторно како што велат ќе го злоупотребува нели изборниот процес и нема да дозволи легитимни избори ако нема СДСМовски министри на конкретните места кои што одат според техничката влада, според пржинската влада, како беше. Ништо нема да им донесат тие министерства, бидејќи и претходно Ништо не донесува, не носат. Ништо не зависи. И на ВМРО не му донесува Ништо не зависи своевремено. веќе од нив, од таа техничка влада и таа е реликт, таа е непотребна. Таа е само трошок во државата. Тоа сите го знаеме. Јас би ја симнал веднаш ако Тоа сите го знаеме, меѓутоа еве и владата има начин да ја укине пржинската влада. и треба да го кине, да. Меѓутоа ете понудија на СДСМ заеднички разговор, лидерска средба која што беше промптно одбиена. Видете, тоа што се случува, тоа што го кажува Филипче, тоа што го кажува Фрчковски, кој е најпочитуван стратег и мислител во опкружувањето на СДСМ, со тоа му давам комплимент да се разбереме, ни укажува на едно. СДСМ сега се определува за стратегија на непартиципирање. Не треба да се очекува СДСМ на било која седна лидерска средба. Да биде конструктивна. Да, апсолутно. Но некоја дилерска, можеби, но лидерска средба нема. Не треба да ги очекуваме СДСМ. Тие ќе одбиваат се. И не само СДСМ. Тоа, видите, ДУИ не дава Бадентерово мнозинство за законот за сообраќајни прекршоци. Што е безмислица. Аргумент? Нула, да, мислам што. Што аргумент? Сакаме да возиме 100 на сат и да утепуеме луѓе по улици. Тоа е аргументот. Нема друг сериозен аргумент зошто ова. Тоа е знак дека една група или повеќе групи на партии кои се во, како да кажам, кои се во распаѓање, објективно, значи не нудат политика, не продуцираат политики, не кажуваат зашто. Се ќе бидат во ситуација само да одлучуваат ние не играме. Не влегуваме по политичкиот процес. Не партиципираме. Тоа е начинот на кој ќе се обидат да ги како да кажам, да ги компрометираат и да им ја симнат комплетно довербата во демократските институции во процесот. Така, но овде ќе имаме два момента како јас смеам да забележам. Првиот е дека тие имаат право да не учествуваат, како што велите, да не влегуваат во процесот и општеството како организам може да рече окей, вие не сакате, трнете се на страна и никому ништо. И без вас се може, објективно. Некој ќе го пополни политичкиот простор кој што вие ќе го оставите затоа што терате и нет. Меѓутоа, вториот дел кој што вие го спомнувате конкретно кај СДСМ е деструкција и хаос.
Значи, ако вие решите да се тргнете на страна и да терате инет и толку, супер, никому ништо, ваш проблем. Некој дете луто не се игра, другите деца продолжуваат да се играат, обично. Меѓутоа, ако фатите да кршите, ако фатите да уништувате, тоа е сосема нешто друго. Видите, затоа е важно во оваа фаза да се прочита и да се препознае клучната порака што доаѓа од ова раководство на СДСМ, а тоа е дека ние, цитирам, ние се определуваме овој режим, би рекли тие, да го срушиме на улица со деструкција. Тоа е легитимно, значи не е спорно. Протестите се дозволени, легитимни, сето тоа е легитимни, само што е исто така легитимно и важно и круцијално да другата страна, ако веќе проценуваме дека во моментот имаме еден, како да кажем, нормален, не идеален, функционален демократски процес. Општеството функционира. Имаме институции, не се идеални, но тоа е видливо, тоа е така. Имаме парламент кој функционира, имаме влада, немаме ова на Солзавец, тепачки во парламентот, така натаму. Дури да има би било можеби дел од некој фолклор, но немаме. Како што има често во Како што има често, има да. во Албанија, има било каде скоро имаше, нели? Значи, битно е тие луѓе што се сакаат да се борат за промоција, за одржување и за заштита на демократскиот процес кој е важен. Ние, ако дојдеме во ситуација на комплетна деструкција, на протести, на неартикулирани протести, пазите, протести на кои не знаеме точно што сакаме, немојте да се надевате дека тоа ќе бидат протести на членови симпатизери на СДСМ кои ќе излезат на улица и ќе велат ние сакаме СДСМ да дојде власт, тоа нема се случи. Нити некога се случило. Такви не се протестите ни во Србија. Ќе се протестира против апстрактни категории како системот, како ове, што сакате не знаеме. Што сакаат оние стотици илјади демонстранти што протестира во Бугарија, сака што знам, да се врати левот, да се врати еврото, да не биде толков буџетот, да не плаќаат толкави даноци. Не може тоа. Значи, бара некакви невозможни ситуации. Смислата на тие протести е да бидат всушност во себе политички неартикулирани. Па потоа кога ќе дојде до распаѓање на институциите, потоа некој да се наведне и власта што ќе се тркала по земја да ја земе и да рече јас сум сега шеф на приказната. Добро, убаво звучи, мислам, убаво звучи. Убаво звучи веројатно од таа страна гледано. Смееме да дојдеме таму, сакам да кажам. Но како ќе се дојде ако ги земеме актуелните? Се разбира, работите се менуваат, политиката е флуктуирачка, процесите и геополитички се радикално се менуваат релативно брзо. Меѓутоа во овој момент вие за на улица не може 200 луѓе да извадите. Западниот фактор најчесто зборува на американците во овој момент просто е неверојатно да помислите дека не знам ќе ставаат некако на црни листи овде во Македонија или не знам ќе блокираат нешто, не се такви едноставно околностите. Јас се согласувам. Многу тешко да се помисли бидејќи околностите навистина не се такви, но не ги подценувам овие идеи, не ја подценувам опасноста, бидејќи за мене ова да речеме како на времето имаше информации, ако се кавате пред коронавирусот, имаше информација, тамо некаде во Кина, вамо тамо, нешто се испитуваат некои вируси, нема ништо. Никој не се го сакаше сериозно тоа, така. Ништо нема да се случи, па се случи. Значи, овие појави се вирулентни. Ние живееме сега, не сме сега сме можеби дури во полоша ситуација во споредба со онеа 2015-17 година, кога општата геополитичка ситуација во светот беше стабилна, релативно стабилна, поделено имаше. Сега е хаос, да. Сега е хаос. Сега немате земја во која немате актуелни или потенцијални протести кои се страшни, кои се неартикулирани, кои се некаде имаат ретко некаде имаат политичка конкретна идеја, најчесто се неартикулирани. Во повеќето од западните земји вие имате антимигрантски протести кои се ужасни и имате исто така и мигрантски, промигрантски протести кои се исто така ужасни по својата сила. Така што
време е на светот е соочен со сериозни проблеми во момент, со сериозни предизвици. Глобалната рамнотежа на стравот е одамна надмината, растурена, и сега во такви околности може би единствената среќна околност е што Македонија како држава, како општество, како заедница е премногу мала за некој сериозно, тука мислам дека е слабоста на оваа теорија на Фрчковски, тоа е реминисценција на оно што некогаш било. Некогаш некој навистина ќе седне, ќе отиде во Вашингтон, ќе ги убеди, види, многу е важно сега во Македонија да направи ево, зашто? Затоа што било важно за Грција, било важно за Бугарија, сега за кого е важно? Мислам дека Доналд Трамп повторно нема да Сега за најде кого на е карта. важно? Да. Ништо да не подценуваме, јас само сакам дека да кажам дека ако јас би бил политичар во оваа држава со одговорност Добра. и со желба да го сочуваме демократскиот процес во Македонија, не само да го сочуваме, тој не е идеален, тој има многу слабости. Да го Треба да го развиваме, да. напредиме, Унапредуваме, така е. да го развиеме. Да имаме проблеми со слобода на говор, со разни имаме проблеми ставени по тепик, но имаме проблеми меѓуетнички заедници што мора да ги решаваме. Да. Добро, што е вашиот предлог? Што треба да прави еве демократски настроен дел од општеството? Ако некој макар и во распаѓање се обидува да врши деструкции, што треба да се прави? Ја во мојата колумна напишав дека веќе совети не давам никому за да не испаднам малку јас инфантилен, смешен како вие што ме прогласуваат за координатор на све против СДСМ и така натаму. Но сакам да кажам дека треба само внимателно се следат сите овие процеси. Треба јасно да се именуваат нештата така како што се и треба да се... Видите, ако во одреден момент СДСМ или било која политичка партија, а мислам дека сме близко до тој момент, го нападне демократскиот процес во неговото јадро. Јадрото на демократскиот процес се избори. Се разбира. Значи, основата се изборите, фер и демократски избори. Ако утре било кој, на било кој начин, со било каква мисла, рече, во Македонија нема создадени услови за демократија и го нападне јадрото, процес во целина, немаме услови за фер и демократски избори, натаму, системот мора се потврди. Мора се распишат избори, па да видиме дали има или нема фер и демократски избори. Не може да се чека. Не може да тој наратив надвладее, па да дојдеме у ситуација да размислуваме дека всушност, па што ќе ни се наси избори воопшто? Ние ќе си го избереме идното раководство на улица. Ние ќе си ги избереме тие што ќе влезат у парламентот и така натаму. Добро, sada само се тие што тврдат дека власта по секоја цена се спрема за токму за предвремени избори. Нема основа за такво размислување. Нема основа, но тврдењето е тоа. Власта во моментот е во посет на сериозен буџет, преземени се сериозни обврски, се трошат во моментот сериозни пари за капитални инвестиции, дури се зборува, сега гледаме дека тоа исто така е дел од пропаганда, дека има сериозен недостиг на пари во буџетот, тешка година ќе биде, во крајна линија треба се враќаат Треба кредити. многу пари да се враќаат, тоа е точно. Да, тоа е Тоа точно. не го крие ни премиерот, Не добро? го крие никој, нема зашто да се крие. Значи, сериозни обврски има. Во такви обврски неодговорно би била власта сама да рече, абе, пошто ги победивме овие еднаш, а овие не можат глава да кренат, сега на изборите се имаш 56, градоначалници има ВМРО, 6 СДСМ. да. Тоа е страшен, тоа е 10:1 скоро резултат. Па и во собранието И сега разликата е огромна, добро. неодговорно би било да речат, ајде уште еднаш онака глад да ги победиме. Тоа е неодговорно. Но, исто така, неодговорно е ако дојдат и 15 пати во парламентот ти речат, прво не учествуваме, не гласаме закони кои се од општо Добро, да. добро за Општо државата. интерес, така е. Банални закони кои немаат ни политичко значење, но се еве како овој. И уште ако ти речат утре види, нема услови во Македонија за фери демократски избори, нема зашто не се спремаме, нема потреба да излегуваме. Одговорен политичен, чекате сега. Народот мора да добие јасен одговор на прашањето. Чекате, има или нема услови за фери демократски? Ако на вистина нема, имаме голем проблем.
Ние имаме сериозен проблем. Ние сме тогаш вратени онаму во Се предполитичко согласувам. општество. Мора да го видиме тоа. Мора тоа да го откриеме дали е така. Затоа, јас не пледирам дека власта треба да брза со одлука сега веднаш пред времени избори, но тотално неодговорно би било да се потцени се ова што го прави СДСМ, да се потцени цела таа реторика, целова сценарио, целовој стратегиски план. Ова е план, да се разбереме. Има контури на тој план, има тези за тој план, има чекори кои се наведени. Сето тоа да се игнорира и да си тераме business as usual. Си тераме као ништо да не се случува. Тамо ништо не се случува, бидејќи да не подценуваме протестите знаат да бидат и мода, знаат да бидат потикнати од други настани, стравичниот пожар во Кочани, например. Никој не може да каже утре загадување било што да се случи. Знаат да бидат вирулентни и знаат да ги буквално да ги распаднат, да го распаднат и она што до сега е изградено како здраво ткиво и здрави практики во институциите. Ако и тоа го изгубиме, тогаш за мене одговорна ќе биде колку СДСМ, ќе биде толку и власт. Уште едно прашање имаме сосема за крај на оваа емисија. За вас многу брзо ми помина времето. Со правосудството ситуацијата е таква каква што е во овој момент. Нема да зборуваме за довербата, таа е минорна. Меѓутоа се случуваат некакви промени. Еве, помина и предложените членови на Судскиот совет, двете господи предложени од председателката Силјановска Давкова, сега измените на кривичниот законник се наред, понатаму добиваме нов кривичен законник кој што треба да се изгласа во наредните неколку месеци. Сменете јавниот обвинител, вие за него пишувавте како беше како Катон Постариот. Да. Мора да се смени, се смени и тој. Меѓутоа ВМРО постојано инсистираше дека еден од столбовите на деструкцијата која што СДСМ ја има во своите раце е токму таа контрола врз делови од правосудниот систем. Значи врз обвинители, значи врз суди, особено таа една групировка околу поранешниот јавен обвинител. И тоа е пред него. Не СДСМ, јас би ги исправил од ВМРО, туку една група. Мала, еден клан во СДСМ, навистина држат сериозни структури во правосудството под контрола. Луѓе конкретни. Буквално таа шема може секој иоле што е малку што сака да ја види, ќе ја види така. Да ја види вака по луѓе да ја нацрта тие обвинители, тие суди така натаму. Добро е ова што се прави конечно. Ја мислам дека се прави многу задоцнето ова што се прави сега. Добро е затоа што тоа значи дека владеачката структура ја превзема обврската што ја има дадена според законот и дадена според гласовите на избирачите. Таа презема одговорност сега за состојбите во правосудството. Презема законска одговорност, има законска надлежност да ги менува работите, за да ги смени работите на подобро. Премногу персонално се поставува нештата претходно, премногу со ракавици се одеше се пристапуваше кон проблемот. Премногу се мише како знае што ќе се случи во заедницата на дипломати во Скопје ако биде сменет јавниот обвинител. До Сабајлето кога требаше да го сменат, им дојде со оставка за да ќари година-две до пензија да биде, не знам, да биде адвокат или не знам што е сега. Значи, не може, мора да се има одговорност за изградба на демократскиот систем, на демократските практики, на демократските институции. Ме прашате што да прави власта? Па тоа треба да го прави. Треба да се менуваат институции, треба да се носат закони, треба да се донесе конечно тој закон. Ја иначе не сум за такво решение кај сега што се предлага, ама кој ме прашува мене, не е битно што ја мислам, има кривичари, има стручњаци, треба се носат вистинските, добрите решенија, да се продуцираат политики и тие да се практицираат во реалноста. И народот мора да види, луѓето, гласачите мора да видат дека ова е всушност нормално. Не сме задоволни сите, да се разбереме. Мора се донесе тој закон ако веќе има експертски, јавни и секакви други мислења дека е добро, сериозно
за здравјето на луѓето, за ова, за здравјето на фондот за здравствено осигурување, кој премногу пари троши евентуално за последици од пушењето, зошто да не се донесе таков закон? Затоа што некој пуши, некој не сака да, затоа што сакаме да ги задржиме сите тие стари практики. Таа тема ми е веројатно, сакам да кажам, ако се одземе оваа полуга на мок што ја има групата во СДСМ, како вие што нарекувате, тогаш без таа полуга уште потешко ќе оди планот за деструкција кој што повторно вие го не убедувате дека е доста реален. Од друга страна, според реакциите од тамо, веднаш нели беше објавено од страна на Венко Филипче дека ВМРО ДПМН е ставила рака врз правосудниот систем, повторно го вратила режимот и така натаму, контролира суди, контролира се живо и диво, не знам како контролира меѓутоа. Јас мислам дека прашањето колку е тој план кој реално постои. Добро. Тој го прочитавме. Се надевам дека сите го прочитавме, го разбравме тој план. Така како што е кажан, отворено е кажан, и именуване, Пржино 2, нели? Тоа е, пример колегата е Васко Ефтов, оние до 4 до 5 стасен Пржино 4-5, нели? Малко се пошегуваме, да му направиме белја, може ќе го земеме у координација, нели? Ама ваша работа, добро. Пржино 2 именувањето тој постои. Колку тој ќе биде реален и спроведлив во пракса и легитимизиран во праксата, не зависи само од тие што го кројат планот. Се разбира. Многу зависи и од однесувањето на власта. И пошироко од однесувањето на главните општествени фактори. Ние не смееме да влегуваме како држава во такви филмови, во такви сценарија кои се очигледно се кроени во координација со структури во соседна Србија, иако лендскейпот е различен, ситуација се е различно во основа. Но своевремено Груевски испогреши, ако сме реални, сега да не се враќаме назад, меѓутоа факт е дека Груевски во своите реакции тогаш грешеше доста. Да, јас се алудирам на тие грешки и алудирам на моментот, видете да се разбереме, сакаме една работа да кажам. Претходната власт на Зоран Заев дојде на власт на 27 април 2017 година. Сакам да кажам една работа што може би на некои луѓе нема да им се допадне. Нити една од двете страни на тој 27 април, нити таа што се обидуваше на такој начин да се устоличи на власт, нити луѓето што мислеа дека тогаш во таа ковачница на страсти сега со исто така со неполитички средства, со протест ќе влезат и тоа ќе го спречат, нема легитимитет за своите активности. Но сепак Заев го доби легитимитетот со што? Со крвавата слика, со сликата на која тој беше, со крвава глава, истепани, така натаму. Да бидеме реални. Легитимитетот, за жал, он го доби од тој настан. Од тој драматичен начин што не смееше да се случи. Зато велам, немојте да се правиме паметни кога ќе ги направиме белите. Немојте да се правиме паметни кои ќе се качиме на камен мост и се скокнеме у вода и речеме сега што правиме? Сега ништо, сега ќе слакнеме унатре, па ќе видиме дали ќе преживееме. Треба да се мисли на време. Треба да се лудилото и глупостите и она што може да ја засегне, да ја оштети Македонија сериозно, треба да се спречи на време. Има луѓе во оваа држава што сакаат и што треба да сакаат, и не мислам тука на власта само, има нормални луѓе. Има такви многу луѓе во СДСМ, само тие се сега замолчени од кланот Дубај, нели, кои сакаат Македонија да се развива како демократска држава, како стабилна држава, да се развива демократскиот процес, да се градат институциите, а не се разградуваат. Тие луѓе сега треба да добијат шанса и треба да ја преземат одговорноста, па колку чини, нека чини. Меѓутоа, треба да ја преземат одговорноста во овој момент. Секогаш, кога ќе биде загрозен системот, демократскиот процес, некој треба да ја преземе одговорноста и рече, чекајте, не може вака. Ние градиме нешто, вие рушите. Не може вака. Не бива. И тоа треба да се прави со позитивни активности, со мерки на градење на институциите, на демократијата, на процесот. Бранко Гировски, благодарам за гостувањето вечера. Благодарам поканата.
Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, нема потреба од дополнување и објаснување на ова што го слушнавте. Се разбира, оставаме на вас, секој да си донесе собствен заклучок, па како ќе ни биде. Ова е се за вечерва, утре во 15 часот репризото издание на оваа емисија. Ќе се кажувам нова следба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.